Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Зошто луѓето го отврлаат Исус? Тоа е денешнава тема, но и како да се наново роди човекот кој е грешен. Одлуката што луѓето ја прават за Исус е премногу важна. Всушност таа одлука е најважна во животот. Зошто мнозина се определуваат да бидат против Исус и да не го сметаат за нивен спасител? За ова нешто има 4 основни причини, кои ќе ни дадат јасна слика зошто е тоа така. Зошто го отврлаат Исус? Како прво, некои луѓе се задоволни со самите себе и сметаат дека не им треба спасител, не им треба никој освен самите тие. Тие мислат дека се доволно добри и немаат погрешно мислење за себе, односно не се сметаат себе си дека се грешници како што учи Библијата. Нивното високо мислење за себе ги носи во правец да не размислуваат за тоа дека имаат потреба од спасител. И не само тоа, туку доколку имаат направено добри дела, се хумани, се потпираат на нив и уште повеќе чувствуваат дека немаат потреба да бараат спасител како што учи Библијата. Но Исус вели дека тој е патот, вистината и животот и дека никој не доаѓа при неговиот татко освен преку него. Тоа е запишано во Евангелието според Јован, 14 глава 6 стих. Тие што ќе го отфрлат Исус нема да се застапат самите себе пред Бог, ниту пак нивните дела ќе ги оправдат. Како втора причина е стравот од општествен презир или прогонство. Ако ги земеме за пример фарисеите во времето на Исус, тие се огледало за се, буквално за се. Во Евангелието според Јован, 12 глава, 42 и 43 стих, се опишува нивниот начин како се однесуваа кон Исус и што им беше поважно во животот. Тие не сакаа да го примат или прифатат Исус, затоа што положбата во општеството им беше поважна од Божјата волја. Фарисеите беа толку многу заслепени со самољубие кон својата позиција и прифаќање од другите, што не можеа ни да замислат поинаку да го градат сопствениот живот. Фарисеите ја сакаа човечката слава отколку Божјата. Тоа Исус директно им го кажа: вам ви е помила човечката отколку Божјата слава. Како трета причина, на многу луѓе работите од овој свет и желбите им се многу поважни, попривлечни од вечните. Например, во Матеј 19 глава читаме за еден настан кој што зборува за еден човек кој не беше спремен да ги изгуби своите земни богатства, за да може да ги придобие вечните кои што ги дава Исус Христос преку вера во него. Тој настан зборува за човек кој што Исус му предложи да се откаже од богатството во замена и безусловно да го следи Исус. Кога младиот човек го слушна овој предлог на Исус, тој си замина од него тажен. Исус на тоа реагираше и рече дека тешко ќе може некој, како него, да го наследи Божјото царство, ако нема вера и спремност да го следи Исус со цело срце, со волја и со сета своја сила. Понатаму, како четврта причина, има многу луѓе кои се постојано бунтовни кон духовните вредности, кон Библијата, кон се што е Божјо, или поинаку би рекле, постојано му се противаат на Светиот Дух, не сакајќи да го примат во својот живот. Например, маченикот Стефан, запишан во Дела на апостолите, беше првиот ѓакон или служител во црквата. Тој отворено им рече на тие што беа спремни да му го одземат животот без да им трепне око. Тој им рече вака: тврдоглави со необрезано срце и уши, вие секогаш му се противете на Светиот Дух. Како вашите татковци, така правете и вие. На сличен начин тоа им го рече апостол Павле на оние што го презираа Евангелието, велејќи: и така му определија еден ден и дојдоа при него мнозина од нив,
во станот, таму каде што Павле ги поучуваше. И тој од утро до вечер им го излагаше Божјото царство со докази и ги уверуваше за Исус и од Мојсеевиот закон и од пророците. Едни поверуваа во тоа што зборуваше Павле, а другите не веруваа, бидејќи беа неслужни меѓу себе, почнаа да се повлекуваат. Откако Павле им рече уште еден збор, тој им рече вака: добро им кажа Светиот Дух на вашите татковци, преку пророкот Исаија, велејќи: оди кај овој народ и кажи му вака: ќе слушате и нема да разбирате, ќе гледате и нема да видите, зашто закораве срцето на овој народ и со ушите тешко слушаат, а своите очи ги затворија, за да не гледаат со очите и да не слушаат со ушите и да не разберат со срцето, да не се обратат и да не ги исцелам. Тоа е запишано во Дела на апостолите 28 глава. Како заклучок на тоа, од овие 4 примери зошто луѓето го отфрлаат Исус, ќе речеме следново. Какви да се причините на оние кои го отфрлаат Исус, нивниот став има катастрофални последици за вечноста, и тоа цела вечност. Библијата вели: во ниту еден друг нема спасение, ниту пак има друго име, дадено под небото на луѓето, во кого треба да најдеме спасение. Тоа е името Исус. Тоа е запишано во Дела на апостолите 4 глава 12 стих. Да, само во Исус имаме вечно спасение. Доколку не сакаш да се соочиш со вечниот пекол и имаш прилика денеска да ја искористиш, со тоа што денес ќе донесеш важна одлука да кажеш на Исус: Исусе, ти си мојот спасител, се каам за сите мои гревови. На оние што не го отфрлаат Исус и што ќе сакаат да поверуваат во Исус, имаат можност да се наново родат, да добијат нов живот, исполнет со радост, со мир и со љубов. Исус го повикува народот да посака да се наново роди преку него. Што е тоа наново раѓање и како се случува тоа? Во Евангелието според Јован, 3 глава, Исус токму тоа го зборува. Треба да се родите од озгора. За ова нешто можете да се прочитате во 3 глава од Евангелието според Јован. Таму многу убаво е опишано како човек може да го доживее наново раѓањето. Не треба да се гои мисла како прво дека човекот може и без наново раѓање, без нов живот, да се провлече некако во Божјото царство. Тоа во никој случај. Само ако има некое елементарно познавање за Исус, за христијанството, или ако е припадник на некоја црква што е смета за праведна, за исправна. Мнозина имаат своја лична представа за влез во рајот и затоа не се замараат со прашањето за наново раѓањето, па дури и не знаат што е тоа наново раѓање. Таквите сваќања секогаш имаат последици. Да, секогаш имаат последици, кои го одвлекуваат човекот од суштината, бидејќи не се засновува на Божјото откровение, на Библијата. Евангелието според Јован го опишува најкристално патот кон небото, патот кон рајот. Мнозина го препорачуваат за почетници, иако не е сместено на почетокот на Новиот Завет. Ете накусот ќе дадам објаснување за наново раѓањето, што сметам дека ќе имаат полза нашите слушатели. Што значи да бидеш нановороден христијанин? Библијата го дава вистинскиот одговор во Јован, како што реков, 3 глава од 1 до 21 стих. Таму многу убаво се опишува. Се зборува за разговорот на Исус Христос со познатиот еврејски учител Никодим, кој беше член на Синедрионот, а Синедрионот во тоа време беше врховното тело на евреите. Исус му вели вака на Никодим: вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Божјото царство. Потоа Никодим го прашува: како може човек да се роди кога е стар? Може ли повторно да влезе во утробата на својата мајка и да се роди? Исус му е расветли оваа вистина со овие зборови. Тоа што е родено тело, тело е,
a тоа што е родено од дух, дух е. Затоа, не чуди се нова, треба да се родите одново. Или повторно. И забележете, првиот пат му вели треба да се родиш од озгора, од небото, од Бог. А вториот пат му вели треба да се родите од небото или од Бог, од озгора. Првиот пат му се обраќа директно на него, дека тој треба лично да се наново роди. А потоа го вклучува целиот еврејски народ. Треба да се родите од озгора. Сите вие, зашто без мене не можете тоа да го направите. Зборот повторно роден или наново роден буквално значи роден од озгора, од небото, од Бог, како што веќе реков. Никодим имаше духовна потреба, бидејќи неговото срце не беше препородено, иако имаше олицетворение или животно искуство во законот. Раѓањето од озгора е Божјо дело, независно од човекот и неговите способности или познавања на нештата. Има многу такви стихови, кои укажуваат на потребата дека секој човек треба и мора да ја прифати оваа вистина, ако сака да влезе во Божјото царство. Например, апостол Павле, зборувајќи на оваа тема, во посланието до Тит, вели вака: не спаси, се мисли на Исус, не спаси, не врз основа на праведните дела што ние ги направивме. Туку по својата милост, преку капењето на наново раѓањето и обновата на Светиот Дух. Тоа е запишено во Тит, 3 глава, 5 стих. А апостолот Петар, малку со поинакви зборови, а се однесува за истата работа, вели вака: благословен да е Бог Таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост преку воскресението на Исус Христос преку воскресението на Исус Христос од мртвите, тој не роди одново за жива надеж. Тоа е запишено во 1 Петрово послание, 1 глава, 3 стих. Од овие неколку стихови може да се согледа дека наново раѓањето е единствен начин за влез во Божјото царство, бидејќи само преку него се станува Божјо дете. Се поставува прашањето зошто човекот треба да се роди повторно или од озгора. Павле го опишува неверниот човек, безбожниот човек, оној што не го познава Бог, што живее без Бог, дека е мртов во своите гревови, односно не знае ништо за Бог. Тој предочи на црквата во Ефес дека порано, додека не биле верни, живееле во смртта. Еве што вели Павле: и вас кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови. Тоа е запишено во Ефесјаните 2 глава 1 стих. А во Римјаните ја истакнува генерално човечката позиција пред Бог, дека сите се грешници и немаат Божјо достоинство, односно не ја заслужуваат Божјата слава, или во други преводи вели лишени се од Божјата слава. Грешниот човек е мртов. Тој може да оживее само преку Исус и преку неговиот дух, односно Светиот Дух. Како може мртвиот човек да оживее? Апостол Павле вели вака: по благодат сте спасени преку верата. Тоа не од вас самите, туку Божи дар, не од дела за да не се пофали некој. Кога некој ќе поверува во Исус, ќе го прими дарот на спасение. А како дар на спасение, тој ќе го прими Светиот Дух. Кога некој ќе ја прифати Божјата благодат, ќе добие духовна обнова, нов живот. И тогаш ќе се исполнат зборовите на апостол Павле: затоа, ако е некој во Христос, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Тоа е запишено во 2 Коринќаните 5 глава 17 стих. Тоа ново создание не може да се случи со добри дела, со правење добри дела, со одење на црква или само со читање на Библијата. Но тоа се случува кога Светиот Дух ќе дојде во твојот живот. И тогаш ќе одиш на црква, тогаш ќе читаш Библија, тогаш ќе се молиш, тогаш ќе сведочиш и тоа ќе биде знак дека ти си наново родена личност. Ова искуство може да стане твоја реалност денес. Зашто на сите тие, вели апостол Јован, што ќе поверуваат во Божиот Син, Исус Христос,
Тој им ветува дека со овластување ќе станат Божи синови и ќерки. За ова нешто можете да се прочитате во Јован, 1 глава, 12 и 13 стих. Новиот живот тогаш ќе се манифестира во сите области на твоето и моето живење. Во семејството, на работното место, во црквата и насекаде. Денес имаш почитуван прекрасна можност за овој нов подвиг. Можеш да се помолиш со овие зборови. Господе, јас знам дека сум грешник, заслужувам праведна казна, но ти благодарам што Исус Христос, Твојот возлюбен син, ја зеде сета моја казна врз себе. Така што преку вера во Него, можам да ја избегнам и да ми биде простено, да ми бидат простени сите мои гревови. Затоа денес ти се доверувам, Тебе. Спаси ме од проклетството на гревот и на смртта. Ти благодарам за Твојата прекрасна милост и Твоето милостиво простување и што во името на Исус ми подаруваш вечен живот. Амин. Исус вели, тој што ќе дојде кај мене, нема да го отфрлам. Нека му е слава на Исус Христос за неговиот неискажлив дар, што ни подари можност за наново раѓање. И така, кој е во Христос, тој е ново создание. Старото помина, ете, се стана ново. Нему слава во сите векови. Амин.